Така, Градимир Марковски за митингот на СДСМ во аеродром. Цела екипа на телевизија Нова е на терен. Имавме директно вклучување од мобилното студио на телевизија Нова од автобусот. Имавме директно вклучување од колешката Јана Јосифовска за поентите од митингот во Струга, вклучување за поентите од митингот на ВМРО ДПМН од Ресен од колешката Ана, но вредни се и тука во студиото на телевизија Нова. 3D тимот направија графика за тоа како гласат и кои се навиките на гласачите од овие изборни единици, изборната единица 5, каде што ВМРО ДПМН почна, и општината Аеродром, каде што Социјалдемократскиот сојуз имаше вечерва митинг. Направивме една мала 3D графика според податоците од Државната изборна комисија, па еве да видиме како тоа изгледало на изминатите избори. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМН освои повеќе гласови од коалицијата предводена од СДСМ, и тоа со разлика од 281 глас. ВМРО ДПМН во Ресен во 2011 година освои 4553 гласови, или 42,33%. СДСМ доби 4272 гласови, или 39,71%. Според сите овие информации кои што се достапни и се официјални на сајтот на Државната изборна комисија, во 2014 година Социјалдемократскиот сојуз загубил од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. За ВМРО ДПМН и коалицијата гласале 5112 гласачи, односно 50,89%. За СДСМ гласале 25,58% или 2570 гласачи. Направивме приказ 3D графика за тоа и какви се навиките на жителите на Ресен, во кој дел од денот најголем дел од граѓаните се упетуваат кон избирачките места. Значи, одиме прво со информации за Ресен. Во 2011 година ресенчани излегле да гласаат до 13 часот. Бројките покажуваат дека во ова место не се менува навиката за гласање, односно бројките покажуваат дека и во 2014 година на изборите, но и претходно во 2011 година поголемиот дел од гласачите излегле на гласање за време на пладневните часови, односно пред 13 часот. А какви беа резултатите за парламентарните избори во 2011 година во Струга? Во 2011 официјалните бројки покажуваат дека во овој град коалицијата предводена од СДСМ освоила 8207 гласачи, односно 26,6%, додека ВМРО ДПМН заедно со останатите партии од коалицијата тогаш добиле 6226 гласа, односно 20,2% од гласовите на стружени. Во 2014 пак за коалицијата на ВМРО ДПМН гласале 7754 граѓани, додека својот глас за СДСМ и останатите партии од оваа коалиција го дале 4248 граѓани, велат бројките. Во проценти 28,5% за ВМРО ДПМН наспроти 15,6% за СДСМ во овој изборен блок. А какви се навиките на граѓаните од Струга, во кој дел од денот тие гласаат? Според излезноста, која што е регистрирана на сајтот на Државната изборна комисија, поголемиот дел од граѓаните кои гласаат во Струга се упатуваат кон гласачките места во попладневните часови. Во 2014 година одзивот на гласачите бил најголем до 17 часот. Според изборните, кои што ги има изборните податоци за 2011 година за општина Аеродром, општината каде што вечерва Социјалдемократскиот сојуз имаше свој митинг. Коалицијата предводена од СДСМ, која одржа митинг во општината Аеродром, се гласало во 2011 прво ќе одиме на предходните парламентарни избори. Коалицијата на ВМРО ДПМН тогаш освоила 21.789 гласови, односно 48,6%. На парламентарните избори пред 5 години во општина Аеродром својот глас за коалицијата предводена од СДСМ го дале 40,5% од гласачите, или поточно 18.160 граѓани. Според информациите за гласањето во општината Аеродром во 2014 година, резултатите покажуваат дека ВМРО ДПМН заедно со останатите партии од коалицијата освоиле повеќе гласови во оваа општина од СДСМ. Поточно за оваа опција гласале 22.117 граѓани, а за коалицијата предводена од СДСМ гласале 16.053 граѓани. Изразено во проценти, тоа би изгледало вака: 48,6% наспроти 40,5% за СДСМ.
А какви се навиките на аеродромци кога тие излегуваат да гласаат во кој дел од денот? Според информациите кои што ги има Државната изборна комисија, и тие попладне милуваат да излезат на гласање. Во избирачките места лоцирани во оваа општина најголема излезност е регистрирана до 17 часот. Изразено во проценти, дури 56,8% од гласачите кои излегле да гласаат, излегле до 17 часот. Ова беше 3D приказот, 3D графиката на навиките на гласачите во овие изборни единици, за кои што денеска беа посетени од политичките партии и од владеачката и од опозицијската, и за тоа кога милуваат да излезат на гласање. 3D тимот на телевизија Нова и ние во вестите секојдневно ќе прикажуваме вакви информации за сите општини и сите градови кои што ќе ги посетуваат партиите од ден за ден.